Поранешната американска представничка Тулси Габард е избрана од новоизбраниот претседател Доналд Трамп да ја води Агенцијата за национално разузнавање. Here is the choice that we have. A vote for Kamala Harris is a vote for Dick Cheney, and it's a vote for war, more war, likely World War III and nuclear war. A vote for Donald Trump is a vote for a man who wants to end wars, not start them. Некогашната демократка стана силен глас за кампањата на Трамп, собирајќи голем број луѓе. It's why I'm proud to stand with President Trump and why we, the people, must vote to send him back to the White House and make America great again. При објавувањето на номинацијата на Габард, Трамп го пофали незиниот бестрашен дух, велејќи дека тоа ќе го искористи на работа. Таа исто така има повеќе од 20 години искуство во службата со Националната гарда на армијата на САД, но има и одреден степен на контроверзност. Ги разлути републиканските и демократските пратеници со видеото на социјалните мрежи, во кое критичарите велат дека таа е отсликува руската пропаганда за биооружје финансирано од САД во Украина, нешто што американските разузнавачи велат дека не е точно. Републиканскиот сенатор Мит Ромни ги нарече коментарите на Габард предавнички лаги, обвинение кое Габард го отфрли. Габард беше критикувана и за средбата со сирискиот претседател Башар ал-Асад, обвинет за воени злосторства, но таа го бранеше патувањето велејќи дека не можете да бидете сериозни во врска со мирот, освен ако не сте подготвени да разговарате со вашите противници. Изборот на Трамп за Џон Ратклиф да ја води ЦИА е поконвенционален. Ратклиф служеше како директор за национално разузнавање на крајот од првиот мандат на Трамп. Од неговите денови како член на Комитетот за разузнавање на Претставничкиот дом, тој рече: Are either of you here today to assert there was an impeachable offense in that call? Shout it out. Anyone? Ратклиф беше верен сојузник на Трамп и кога законодавците првично го принудија Ратклиф да го повлече своето име од разгледување за највисокото место во разузнавањето во 2019 година, Трамп не се согласуваше со тоа. The press was treating him, I thought, very unfairly. He's an outstanding man. Ратклиф доби уште една шанса им вети на законодавците дека ќе се погрижи американските разузнавачки агенции да ја достават на земјата она што тој го опиша како неизвалкана вистина. You have my commitment. На моменти Ратклиф се судри и со законодавците околу потезите за декласификација на разузнавачките податоци за наводното руско мешање во изборите. Тој исто така се спротистави на мешањето на Иран, Русија и Кина. There is nothing more sacred in our republic than the fundamental democratic principle of one person, one vote. Но Трамп мандатот ќе му го довери на познато лице и звезда во подем да ги води американските разузнавачки напори во следните 4 години. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.